Група граѓани повикаа на бојкот на продавниците во петок, како знак на протест против високите цени и економските услови во земјата. Летоци со пораки за поддршка на акцијата се делат низ повеќе градови, а организаторите велат дека ова е начин да се испрати силна порака до трговците и надлежните институции. На социјалните мрежи реакциите се поделени, некои ја поддржуваат иницијативата, сметајќи дека тоа е неопходен чекор за промена, додека други се скептични за ефективноста на ваквиот потек. Некои економски експерти предупредуваат дека краткорочен бојкот нема да има значително влијание, но може да го привлече вниманието на јавноста и властите. Министерството за внатрешни работи отвори истрага за да утврди како Јупчо Палевски Палчо дошол до податоци од полициска истрага. Ова следува откако тој јавно изнесе информации што, според надлежните, не требало да бидат достапни за него. Од Министерството за внатрешни работи најавија дека ќе бидат испитани сите можни извори на протекување на службени информации. Според првичните индиции, можно е податоците да биле споделени од лица вработени во безбедносните структури, што би можело да значи кршење на законските процедури. Јавноста е поделена околу случајот, некои го поддржуваат Палевски, сметајќи дека открил важни информации, додека други бараат одговорност за евентуално незаконско споделување на доверливи податоци. Дел од аналитичарите предупредуваат дека случајот може да има сериозни правни последици. Европската унија внимателно ја следи политичката состојба во Србија по масовните протести и оставката на министерот за одбрана Милош Вучевиќ. Од Брисел порачаа дека очекуваат почитување на демократските принципи и владењето на правото. Граѓанските демонстрации се одржуваат поради незадоволството од изборниот процес и наводните нерегуларности. Опозицијата тврди дека власта манипулирала со резултатите, што дополнително го подгреа гневот на протестантите. Оставката на Вучевиќ се толкува како обид за смирување на тензиите, но аналитичарите сметаат дека тоа нема да биде доволно. Опозицијата бара анулирање на изборите и ново гласање под меѓународен надзор. Брисел предупреди дека Србија мора да покаже дека е посветена на демократските вредности доколку сака напредок во евроинтеграциите. Ситуацијата останува неизвестна, а се очекуваат нови реакции од домашните и меѓународните актери. Европските лидери преземаат заеднички чекори за да спречат евентуални обиди на Доналд Трамп да го стави Гренланд под американска контрола. Според дипломатски извори, Европската унија ја засилува соработката со Данска, која има суверенитет над островот, за да го заштити од геополитички притисоци. Иако Трамп и претходно покажуваше интерес за Гренланд, новите политички потези во Вашингтон предизвикаа загриженост кај европските сојузници. Брисел смета дека секој обид за американско влијание врз островот би можел да ја дестабилизира безбедносната рамнотежа во Арктикот. Данската влада категорично го отфрли секој сценарио за продажба или промена на статусот на Гренланд. Премиерката Мете Фредериксен изјави дека островот останува суверена територија на Данска и дека нема простор за преговори со САД. ЕУ предупреди дека ќе реагира остро на секој обид за нарушување на територијалниот интегритет на нејзините членки. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека Владимир Путин се плаши од мирот и од соочување со силни лидери на меѓународната сцена. Според него, Кремљ намерно ги одбегнува мировните преговори за да ја продолжи агресијата врз Украина. Зеленски истакна дека Русија користи манипулации за да го одложи секој обид за дипломатско решение. Тој нагласи дека украинските сили ќе продолжат да се борат за својата територија додека не се постигне праведен и траен мир. Меѓународните сојузници на Украина ја поддржуваат неговата позиција, но постојат поделени мислења за можните сценарија за крајот на војната. Додека Западот нуди воена и финансиска помош, некои лидери повикуваат на нови дипломатски иницијативи. Кремљ ги отфрли обвинувањата на Зеленски, тврдејќи дека Киев е тој што ги избегнува преговорите. Русија инсистира на своји услови, што според Украина и Западот не е прифатливо решение за конфликтот.